Бајколент. Аудио бајке. Волкот и 7 јариња. Еднаш, на работ од една зелена шума, во мала бела куќичка со црвен покрив, живееше мајка коза со своите 7 мали јариња. Јарињата беа весели, разиграни и многу љубопитни. Секој имаше свој карактер. Првото беше најхрабро. Второто беше најљубопитно. Третото сакаше да пее. Четвртото беше многу внимателно. Петтото постојано поставуваше прашања. Шестото беше најбрзо. А седмото беше најмало и најнежно. Секое утро мајка коза одеше во шумата да набере свежа трева и билки. Но пред да замине, секогаш ги предупредуваше. Деца мои мили, бидете внимателни. Во шумата живее лош волк. Тој ќе се обиде да ве измами. Не отварајте му на никого освен на мене. Ке ме препознаете по мојот мек глас и по моите бели копица. Да, мамо, весело одговараа јарињата. Еден ден, што мајка коза замина, зад едно дрво се појави волкот. Тој одамна ги наблюдуваше јарињата и смислуваше план. Ха-ха, денес конечно ќе ги излажам, си рече тој. Се доближи до куќичката и тропна на вратата. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата. Со груб и длабок глас волкот рече. Отворете, деца, јас сум вашата мајка, ви донесов вкусна трева. Но јарињата веднаш препознаа дека тоа не е нивната мајка. Ти не си нашата мајка, таа има мек глас, а твојот е груб, извикаа тие. Волкот се налути, но не се откажа. Волкот отиде до продавницата и купи мед и млеко за да си го омекне гласот. Го испи млекото, изеде мед и пак се врати. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата повторно. Со помек глас волкот рече. Деца мои мили, отворете, јас сум вашата мајка. Јарињата се приближија до прозорецот и рекоа. Покажи ги копицата. Волкот брзо ги сокри своите црни шепи зад грбот. Еве ги, рече тој. Но јарињата забележаа дека се темни. Нашата мајка има бели копица. Ти си волкот, извикаа тие. Лутиот волк отиде до мелницата и ги потопи шепите во бело брашно. Сега неговите шепи изгледаа како вистински бели копица. Повторно тропна. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата. Со најмек глас што можеше да го направи, волкот рече. Деца мои, отворете, вашата мајка се врати. Покажи ги копицата, рекоа јарињата. Волкот ги подаде своите бели шепи низ прозорецот. Јарињата се погледнаа меѓу себе. Гласот беше мек, копицата беа бели. Може би е мама, тивко рече најмалото. И тие ја отворија вратата. Волкот веднаш втрча внатре. Јарињата исплашено почнаа да трчаат и да се кријат. Едно скокна под масата, едно се сокри во креветчето, едно влезе во шкафот, едно зад завесите, едно во рерната, едно во корпата за перење. А најмалото се скри во кутијата од часовникот над зидот. Волкот ги најде речиси сите, освен најмалото. Кога се измори и се најаде, тој легна под едно големо дрво пред куќата и заспа. По кратко време, мајка коза се врати. Кога ја виде отворената врата и растурената куќа, срцето ѝ се стегна. Деца мои, каде сте? Од часовникот се слушна тивко гласче. Мамо, тука сум. Најмалото јаре и раскажа што се случило. Мајка коза веднаш го пронајде волкот како спие под дрвото. Неговиот стомак беше голем и тркалезен. Таа внимателно го отвори неговиот стомак. И едно по едно, јарињата излегоа живи и здрави. Мамо! Радосно извикаа тие и ја прегрнаа. Наместо јарињата, тие ставија големи камења во стомакот на волкот и го зашија. Кога волкот се разбуди, почувствува страшна жед. Ох, колку сум жеден, мрмореше тој.
се упати кон бунарот да пие вода. Но кога се наведна, тежината на камењата го повлече и тој падна во бунарот. И така, лошиот волк никогаш повеќе не ги вознемируваше. Од тој ден, јарињата внимателно ги слушаа советите на мајка си. Тие научија дека треба да бидат внимателни, да не им веруваат на непознати и секогаш да ги слушаат родителите. Та куќичка повторно се слушаше смеа, песна и радост. А мајка коза секоја вечер ги прегрнуваше своите 7 јариња и им велеше: кога сме заедно и внимателни, ништо не може да не победи. И тие живееја среќно до крајот на животот. Грдото пајче. Колку беше прекрасно полето лете. Житата веќе беа златести, ливадите се зеленееја, сеното во нив беше насобрано во стогови, а штркот чекореше со долги нозе и штракаше со клунот. На едно преубаво сончево место имаше голем чифлик, а околу него длабоки канали полни со вода. Ква, се јави пајката. Ајде по мене низ светот, да ве видам сите. И така стигнаа во дворот, каде што се гласеше силна врева. Другите пајки кои се затекнаа таму, љубопитно ги гледаа и гласно се развреваа. И овие ќе дојдат кај нас. Како да не сме ние доволно. Пих, какво е ова пајче? За него нема место меѓу нас. Истовремено, една од пајките се развака, се спушти кон него и го клуна по главата. Остави го, се налути мајката. Кутрото тоа, никому не направило лошо. Ама не е како другите, извикаа пајките. Долго остана во јајцето, та затоа не ја доби во обичаената форма, рече мајка му и го погали по главчето. А и машко е милото и не е важно каков му е изгледот. Ама се надевам ке зајакне и ке си го најде своето место во светот. И останаа тука како да беа дома. Арно, ама кутрото тоа. Последно се испили и беше толку грдо, што другите пајки почнаа да го клукаат, да го разбутуваат. А и го задеваа. Дури и кокошките зачудено се собираа околу него. Најпосле, на несрекното пајче толку му се смачи, та реши да ја премине оградата и да побегне далеку од тука. Птиците што се затекнаа низ грмушките се исплашија и летнаа. И тие избегаа затоа што сум грдо, си помисли тоа, ги затвори очите и продолжи понатаму. Одејќи така, грдото пајче дојде до едно пространо мочуриште во кое се беа населиле диви пајки. Уморно и со тажно срце, несрекното пајче тука ја преспа ноќта. Дури утрината, дивите пајки го видоа необичното дојденче. Кој си ти? Од каде дојде? Го распрашуваат тие, а пајчето збунето се вртеше на сите страни. Голема грдотија си ти, му рекоа пајките од мочуриштето. Фиу, фиу, засвире остро во воздухот и двете диви гуски паднаа мртви во мочуриштето. Водата се зарумени од нивната крв. Бам, бам, се слушна татнеш од пушки. Јато диви гуски летна од трските, а пушките пак затрештија. Колку се исплаши грдото пајче. Тоа затрепери од страв и ја сврте главата за да ја скрие под крилото. Но пред него излезе големо куче со исплезен јазик и со закана во очите. Го душна со муцката, ја приближи до пајчето, му блеснаа острите заби, но за среќа не го чепна, туку си замина како ништо да не било. Сполај му на Господа, воздивна пајчето. Толку сум грдо што и кучето не ме касна. Така грдото пајче го оставија на мир. Кутро до тоа, исплашено се склопчи, додека околу него прскаа сачми и татнеше од пукотници. Дури кога почна да се смрачува, завладеа тишина, но пајчето немаше храброст да ја извади главата. Причека уште малку, разгледа наоколу и поврза да го напушти мочуриштето. Се упати преку полиња и ливади, но од налетот на силниот ветер одвај се пробиваше. Беше веќе мрак кога стигна до една мала, полураспадната селска куќичка. Грдото пајче забележа дека вратата е накривена и извадена од една шарка, така што можеше да влезе и да се засолни внатре. Во куќичката живееше старица со својата кокошка и со еден мачор.
Кога се раздени и кога го видоа водоиденчето, мачарот почна луто да фрчи, а кокошката закрака. Што се случува? Праша бабата и се разврте наоколу. Арно, ама таа беше полуслепа, та и се причини дека пајчето е некоја девела заскитана пајка. Убавиот лов сам ми дојде, си рече бабата. Од сега ќе си имам и јајца од пајка. Само да не е некој патор. Ке видам, па ке се уверам. Старицата реши да причека 2-3 недели за да се увери дали пајката ќе почне да несе јајца. Арно, ама пајкините јајца ги немаше. Утрото несрекно пајче. Тоа не беше навикнато на ваков живот во затворено. Беше многу нерасположено, да си мислеше само на свежиот воздух и на сонцето. Толку многу сакаше да плива, што веќе не можеше да издржи во кукичката. Така, едно утро си замина и стигна до вода. Пливаше во водата, нуркаше со главата, но сите што го гледаа не го поднесуваа поради грдотијата. Дојде есента, а лисијата во шумата пожолтеа. Дувна ветер, ги разнесе лисијата. Времето застуде. Се надвиснаа густи облаци полни со снег. На оградата стоеше гавранот и смрзнато гракаше. Гра, гра. Да се скамениш од студ уште при самата помисла на него. За несрекното пајче доаѓаа уште потешки и поцрни денови. Една вечер, додека сонцето заоѓаше, од грмушките излета јато прекрасни големи птици. Таква убавина пајчето до тогаш немаше видено. Тие беа побели и од снег, со долги вити вратови. Тоа беа лебеди. Продорно крикнаа и ги расширија прекрасните широки крилја, сакајќи од студените краишта да одлетаат кон топлите предели, каде што не замрзнуваат водите на езерата. Лебедите се извишија многу високо, а на грдото пајче му затупка срцето од возбуда. Тоа се вртеше во водата, а потоа ја крена главата по нив колку што можеше повисоко. И одеднаш пушти крик толку силен и необичен, што и самото се исплаши од сето тоа. Ах, како да ги заборави тие прекрасни, среќни птици! И кога веќе му беа далеко од погледот, пајчето се нурна до дното на водата, а кога повторно исплива на површината, беше како избезумено. Тоа не знаеше како се викаат тие птици и каде летаат, но почувствува дека во мигот ги засака и дека му се поблиски од кој да е до тогаш. Грдото пајче не им завидуваше. Не му паѓаше на ум да посака таква убавина. Тоа ќе беше среќно да го сакаа пајките од неговиот род. Кутрото грдо пајче. Многу е тешко за да можат да се прераскажат сите страдања што ги преживеа во текот на таа долга зима. Лежеше во барата меѓу трските и шварот. Трепереше од студ. Гладуваше и што ли не го снајде додека пак огреа сонцето и не се стопли времето. Едно утро пајчето замавна со крилјата и гледај чудо. Тие сега му беа поцврсти, бучно зашумија и моќно го понесоа во височините. Се уште не беше дошло на себе, а веќе се најде во раскошна градина во која цутеа јаболкници и мирисаше на јоргован, чии зелени густени гранки се беа надвиснале над водата во потокот. О, колку беше прекрасно тука, каде што одовде се чувствуваше мирисот на пролетта. Одеднаш се појавија 3 прекрасни бели лебеди, кои мафтаа со крилјата и лесно запловија по водата. Грдото пајче ги познаваше овие птици, но кога ги виде, го обзеде уште поголема тага. Ќе летнам кон нив, ќе им се придружам на тие царски птици, си рече во себе. Но можеби ќе ме убијат, затоа што сум толку грдо да се осмелувам да им се приближам. Ќе одам, па што сака нека биде. Подобро тие да ме убијат, отколку да ме клукаат пајките и да се смрзнувам на снегот. Грдото пајче летна во водата и заплива кон лебедите, а и тие со кренати крилја се приближуваа кон него. Само убиите ме, веднаш убиите ме! Викна пајчето наведнувајќи ја главата кон водата за да ја пречека смртта. Но какво чудо виде во водата? Го здогледа својот лик.
Тоа веќе не беше она никакво пајче, гладно и грдо, туку вистински убав лебед. Ништо не пречи ако некој се родил во гнездо на пајка, но да се извел од лебедово јајце. Го облеа голема радост по сите оние страдања што ги доживеа. Дури сега свати што се среќата и убавината кои толку неочекувано го облеаја. Лебедите игриво запливаа околу него и почнаа да го милуваат со своите клунови. Тој час во градината дојдоа неколку деца. Во водата фрлија храна, а најмалото меѓу нив радосно извика: "Еве нов лебед!" И другите деца се радуваа и викаа: "Нов лебед! Еве нов лебед!" Тие плескаа со рацете и заиграа од радост. Потоа пак потрчаа кон дома и се вратија со леп и највкусни сладки, фрлајќи ги во водата и викајки: "Овој е најубав, новиот толку е млад, а толку е убав." Старите лебеди покорно се поклонија пред него. Младиот лебед засрамено ја скри главата под крилото. Од преголема среќа не знаеше што да прави. Но колку и да беше среќен, тој не беше горделив, затоа што доброто срце никогаш не ја истакнува гордоста. Се сети како го прогонуваа и како му се подбиваа, а еве сега му велат дека е најубав меѓу овие најубави птици. Дури и оргованот ги беше наведнал гранките кон него, а сонцето топло грееше. Младиот лебед сега ги растресе пердувите. Го истегна својот долг врат и од се срце радосно кликна. Додека бев грдо пајче, ваква среќа не можев ни да сонувам. Пинокио од дрвена кукла до вистинско момче. Во едно мало италијанско село, на работ од густа шума, живееше сиромашен, но добродушен столар по име Джепето. Тој беше стар и осамен човек, без семејство и без деца. Неговата најголема желба беше да има син, некој што ќе му прави друштво, ќе му помага во работилницата и ќе го вика татко. Еден ден, додека бараше дрво за нова кукла, Джепето доби необично парче дрво. Штом почна да го сече, од него се слушна гласче: "Ох, немој да ме боли." Джепето се исплаши, но и се зачуди. Сепак реши да направи од тоа дрво кукла во облик на момче. Додека ја резбеше главата, очите, носот и устата, куклата почна да се движи. Штом ги направи нозете, таа скокна и почна да трча низ работилницата. "Ке те викам Пинокио," рече Джепето радосно. "Ке бидеш мојот син." Таа вечер Джепето го стави Пинокио во кревет и гледајќи во ѕвездите тивко посака: да беше вистинско момче. Во истата ноќ во работилницата се појави сината Самовила. Таа беше добра и мудра волшебница, која ги слушна желбите на старецот. Со блесок од нејзината волшебна прачка му даде живот на Пинокио. "Ке ти подарам живот," му рече таа. "Но ако сакаш да станеш вистинско момче, мораш да бидеш искрен, храбар и добар." Таа назначи и еден мал скакулец, Джимини, да му биде совест, да му шепоти што е правилно, а што не. Иако оживеан, Пинокио беше тврдоглав и љубопитен. Наместо да оди на училиште, како што му рече Джепето, тој се занесе по музиката и веселбата на патувачкиот театар со кукли. Го маѓепса светот на светлата и аплаузот. Но собственикот на театарот, строг човек по име Стромболи, го затвори Пинокио во кафес, сакајки да заработува од него. Пинокио заплака и ја повика сината Самовила. Кога таа го праша зошто не е на училиште, тој излажа дека го нападнале разбойници и му ги украле книгите. Во тој миг неговиот нос почна да расте, станувајќи долг и смешен. "Секоја лага го продолжува твојот нос," рече Самовилата нежно. "Само вистината може да те ослободи." Засрамен, Пинокио ја призна вистината и носот му се врати во нормала. Самовилата го ослободи, но го предупреди да биде повнимателен. Пинокио повторно не ја послуша совеста. Заедно со новиот пријател Лампвик замина во земјата на играчките, место каде децата можеа да се играат цел ден без училиште и обврски.
На почетокот беше прекрасно. Игри, сладки, забава без крај. Но наскоро се случи нешто страшно. Децата што не учеа и се однесуваа лошо, почнаа да се претвораат во магариња. И на Пинокио почнаа да му растат уши и опашка. Уплашен, конечно свати дека неодговорноста има последици. Со помош на самовилата успеа да побегне, но научи тешка лекција. Еден ден дозна дека неговиот татко Джепето тргнал да го бара и дека бродот му потонал во морето. Без двоумење, Пинокио скокна во водата и тргна во потрага. Во длабочините на морето, тој откри дека Джепето бил проголтан од огромен кит. Храбро дозволи и тој да биде проголтан, за да го најде татка си. Во темнината на стомакот на китот, Пинокио го прегрна Джепето. Тато, дојдов да те спасам. Со паметна идеја, запали оган за да го натера китот да кивне. Со силно «Ачу!» китот ги isfрли надвор во морето. Пинокио го носеше исцрпениот Джепето на грбот и пливаше до брегот. Во следните денови, Пинокио вредно работеше за да му помогне на татко си. Се грижеше за него, учеше, не лажеше и ги слушаше советите на својата совест. Сината Самовила повторно се појави. Се покажа како храбар, пожртвуван и искрен, рече таа. Го заслужи најголемиот подарок. Со волшебен блесок стана вистинско момче, со топло срце и искрена насмевка. Джепето заплака од радост. Од тој ден, Пинокио повеќе не беше дрвена кукла што прави грешки без размислување. Тој стана вистинско момче, кое знаеше дека љубовта, искреноста и храброста се најголемото богатство. И така, тие живееја срекно во малата кутичка покрај шумата, полни со топлина и надеж. Мачорот во чизми. Живеел некогаш еден сиромашен воденичар кој имал 3 сина. Цел живот вредно работел, но кога почувствувал дека му се ближи крајот, решил да им го подели уна малку што го имал. Најстариот син ја добил воденицата, средниот го добил магарето, а најмладиот само мачорот. Кога таткото починал, тројцата браќа се разделиле. Најмладиот син останал тажен и разочаран. Што ќе правам јас со мачор, си велел. Браќата ќе имаат леп и работа, а јас ќе умрам од глад. Но мачорот не бил обичен мачор. Тој внимателно го слушал својот млад господар и одеднаш проговорил. Господару, не тагувај. Дај ми една вреќа и направи ми еден пар чизми, па ќе видиш дека не сум толку безвреден како што мислиш. Младиот човек се зачудил што мачорот зборува, но бидејќи немал што да изгуби, му набавил чизми и вреќа. Кога ги облекол чизмите, мачорот изгледал како вистински господин. Гордо исправен, со перо на шеширот што сам си го украсил, тргнал кон шумата. Мачорот ја наполнил вреќата со свежа трева и жито и легнал како да е мртов. Наскоро во вреќата влегол зајак, привлечен од храната. Мачорот брзо ја затворил вреќата и го фатил. Со пленот во раце, тој заминал право во дворецот на кралот. Ваше височество, се поклонил мачорот. Мојот господар, маркизот од Карабас, ви го испраќа овој зајак како знак на почит. Кралот бил изненаден од културниот мачор во чизми, но со задоволство го прифатил подарокот. Пренеси му ја мојата благодарност на маркизот од Карабас, рекол кралот. Младиот син, кој всушност немал никаква титула, ни не знаел дека сега е наречен маркиз. Но мачорот имал план. Следните денови, мачорот носел уште дивеч, еребици, фазани, секогаш велејки дека се од неговиот господар, маркизот од Карабас. Така, името на сиромашниот младич почнало да се шири како име на богат и дарежлив благородник. Еден ден, мачорот дознал дека кралот ќе оди на прошетка покрај реката со својата прекрасна ќерка принцезата. Тој веднаш се вратил кај својот господар. Господару, му рекол, утре одиш да се капеш во реката токму кога ќе помине кралот. Останатото препушти ми го мене. Младиот човек, иако збунет, го послушал.
Кога кралската кочија се приближила, мачорот почнал да вика: "Помош, помош! Маркизот од Карабас се дави! Разбойници му ја украдаа облеката!" Кралот веднаш наредил да го спасат маркизот. Слугите го извлекле младичот од водата, а кралот му дал раскошна облека од својата гардероба. Кога принцезата го видела младиот човек, убав и скромен, срцето ѝ затреперило. А и тој не можел да го тргне погледот од неа. Додека кралот и неговата ќерка разговарале со маркизот, мачорот трчал напред по патот. Наишол на жетвари што работеле на поле. "Ако кралот ве праша чии се овие ниви," им рекол мачорот строго, "кажете дека се на маркизот од Карабас, инаку..." И значајно ги покажал своите остри канџи. Исплашените луѓе се согласиле. Кога кралот на вистина ги прашал чии се богатите ниви, тие одговориле: "На маркизот од Карабас, ваше височество." Истото се случило и со ливадите, лозијата и стадата што мачорот ги поминал по патот. Кралот бил се повеќе импресиониран од богатството на младиот маркиз. На крајот од патот се наоѓал огромен замок што му припаѓал на страшен џин, кој можел да се претвора во какво било животно. Мачорот храбро влегол внатре. "Слушнав дека сте најмокниот џин во светот," рекол со почит. "Дали е вистина дека можете да се претворите во лав?" Џинот, сакајќи да се пофали, веднаш се претворил во огромен лав. Мачорот се преплашил, но останал прибран. "Неверојатно!" извикал тој. "Но сигурно не можете да се претворите во нешто мало, например, глушец?" Навреден што некој се сомнева во неговата моќ, џинот веднаш се претворил во глушец. Тоа било токму што мачорот го чекал. Со еден брз скок го фатил глушецот и го изел. Така замокот станал празен. Кога кралот пристигнал пред прекрасниот замок, мачорот го пречекал со поклон. "Добре дојдовте во замокот на маркизот од Карабас," рекол тој. Кралот бил воодушевен. Со толку земји и таков замок, младиот човек изгледал како совршен зет. Не поминало многу време, а кралот му ја понудил раката на својата ќерка. Се направила голема свадба што траела неколку дена. Младиот човек, некогаш сиромашен воденичарски син, станал вистински благородник. А мачорот во чизми, тој станал најпочитуваниот мачор во целото кралство. И оттогаш живееја радосно и сплотено, исполнети со мудрост и благодарност, свесни дека вистинското богатство не лежи во златото и имотот, туку во разумот и храброста со кои ги водиме нашите постапки. Убавицата и ѕверот. Некогаш одамна живеел еден богат трговец кој имал 3 ќерки. Најмладата се викала Убавица. Таа била многу добра, скромна и секогаш мислела на другите. Еден ден таткото тргнал на пат и ги прашал ќерките што сакаат да им донесе. Постарите побарале скапи подароци, а Убавица само една роза. На враќање, таткото се изгубил во шумата и стигнал до еден волшебен замок. Во градината набрал роза, но тогаш се појавил ѕверот, страшен на изглед. Ձверот се налутил затоа што розата била негова и рекол дека таткото мора да остане во замокот. За да го спаси таткој, Убавица доброволно отишла да живее кај ձвеверот. Иако изгледал страшно, ձверот бил добар и грижлив. Тој секогаш ја почитувал Убавица и дозволувал да прави што сака. Со текот на времето, Убавица го запознала подобро и сфатила дека има добро срце. Еден ден, Убавица посакала да го посети таткој. Ձверот и дозволил, но таа предолго останала дома. Кога се вратила во замокот, го нашла ձверот болен и тажен. Тогаш сфатила дека го сака и му рекла дека нејзината љубов е искрена. Во истиот миг, волшебството било скршено. Ձверот се претворил во принц, затоа што бил магепсан одамна. Убавица и принцот се венчале и живееле среќно и радосно. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.